Благодарам, почитувам председателе. Колега Јовановски, значењето на оваа комисија е утврдено со приоритетите на деловникот на Собранието на Република Македонија. Значи, прво и пред се ја формираме оваа комисија, одиме на избор на председател, па понатаму се опишуваат во самиот деловник. Значи, многу е важно формирањето на оваа комисија и многу е важно кои се членови и кои се заменици во оваа комисија. Но во ситуацијата во која што сме денеска, во една длабока општествена политичка криза, длабока општествена поделеност, членовите на оваа комисија и замениците имаат историска одговорност и историска задача да донесат одлуки кои што навистина го тангираат целото население, значи сите граѓани во Република Македонија. Што треба да направиме прво ние овде, пред да гласаме за комисијата? Значи, ние сите овде треба да ги отфрлиме точките од така наречената тиранска платформа. Затоа што во тиранската платформа има точки кои што длабоко го навредуваат мнозинскиот народ во Република Македонија. Јас очекувам колегите од СДСМ длабоко да размислат што значат тие точки и што ќе значи донесувањето на тиранската платформа и имплементирањето на тиранската платформа во некоја си идна програма за влада на Република Македонија. Не може во 21. век да одиме со радикален национализам. Едноставно не може, без разлика што сме на Балкан. Од друга, како не гледа светот? Значи, ако ние живееме со радикалниот национализам во 21. век, тоа значи дека сме го преспале 20. век. Што се приоритетите на оваа држава? Дали е економија, социјала, култура, образование, здравство, или со одредени етнички уцени, со тиранската платформа, ние ќе градиме бинационална држава. Апсолутно не се согласувам ниту јас со тоа, ниту овие граѓани кои што протестираат. Надвор нема само македонци. И мене ми е навистина многу жал што се анатемисуваат тие граѓани и што се навредуваат тие граѓани, затоа што мотото на граѓаните кои што протестираат е заедничка Македонија, не бинационална Македонија, заедничка Македонија. И ние тоа мора да го почитуваме и ние мора да го слушнеме нивниот глас.